Група граѓански активисти од Струмица се собраа на плоштадот за да го изразат своето незадоволство од загадениот воздух што го дишат и од неагилноста на институциите за да се справаат со овој проблем. Побараа конкретни решенија од надлежните за намалување на аерозагаденоста. Велаат дека во Струмица, посебно во ноќните часови, не се дише, па се приморани да купуваат заштитни маски. Реагираат и побараа инспекторите да бидат поактивни и надвор од работното време. Ние сме доле на Ценка Павлова, в Царо школото. Тамо најмногу се усеки, цела Младинска, Климент Охридски. Тамо се усеки, после 3-4 сата не се дише, и маска си купи, има што да кажем. Да се преземат некој апел, да се преземат некои мерки. Деца имаме, и пулмолози, и доктори се не кажува, много е лош въздух. Не може инспектору за животна околина да седе до 3 и он после не работе. И они по план и програма до Министерството за животна средина да поднесуват на најавена инспекција дали оно имитира или не имитира. Одма, веднаш. Ако функционира системо и ако има закон што това ќе го забране, со казни, со санкции, со сите работи, ние сите може да се научиме и да си го чуваме средините и да си го чуваме тај чист амбиентален воздух за уидене, това е наше природно право дадено, не го створил човеко, а човеко го уништува това. Со отпочнување на грејната сезона, мерната станица на Министерството за животна средина постојано покажува присуство на PM10 честички над дозволеното. Часовните концентрации ноќе покажуваат и до 10 пати повеќе од дозволеното ниво. Младите активисти упатија повеќе барање до надлежните. Да се врши континуирана и редовна контрола на индустријските капацитети во попладневните и вечерните часови. И воедно да се прави записник со какви реагенси се работи во овие погони. Да се овозможи секојдневна контрола на пространата депонија кај село Добрашинци, бидејќи истата многу често веќе со години наназад постојано е во пламен. И да се изнајде решение како да се стави крај на безмилосната сеча на дрвја на планината Еленица и ридовите над Струмица, кои се всушност нашите бели дробови. Вчера градоначалникот на Струмица, Косте Јаневски, информираше дека се спроведуваат дел од мерките од планот за чист воздух со замена на грејните тела во јавните локални објекти, конкретно гасификација на општинските објекти со средства од владата. Во наредниот период се очекува гасификација и на државни институции, како што се болницата и полицијата.